Па еве по апелот кој што го почнавме од 17 мај за собирање на хуманитарна помош за Србија и Босна и Херцеговина, за поплавените во овие подрачја, мораме да признаеме дека народот, граѓаните во Струмица и околината навистина ја покажаа својата хуманост. На двата пункта кои што беа отворени во Струмица, едниот во Црвен крст, вториот во соработка со локална самоуправа Струмица, во дом на АРМ. За овие 3 дена ќе кажеме дека се собраа 13 до 14 тона помош од разен карактер, каде што најмногу се донираше вода, хигиенски средства, како и прехранбени артикли, а исто така и облека. Мораме да им кажеме голема благодарност на нашите граѓани кои што, гледајќи ги немилите случувања во Србија и во Босна и Херцеговина, навистина се покажаа хумани. Организацијата на Црвен крст, локалната самоуправа Струмица, вработените, навистина искажаа, ќе кажеме, и своја хуманост кон приемот на оваа помош, пакувањето, класирањето на оваа помош и еве денес еден камион од Струмица тргнува за Црвен крст на Македонија Скопје, каде што понатаму, зависно од потребите, од барањата на националните друштва во Србија, како и во Босна и Херцеговина, ќе биде доставувана во наредните денови оваа помош. Да напомнеме дека вчера, понеделник, веќе околу 80 тони на хуманитарна помош замина за Србија. Во текот на денешниот ден околу 60 тони на хуманитарна помош од Скопје, се разбира од Црвен крст Скопје, замина за Босна и Херцеговина. Во наредните денови, како ќе се собира помошта, пунктот во дом на АРМ еве денес се затвора, ќе биде отворен само пунктот во Црвениот крст, каде што може да ја примиме помошта. Имаме контакти и со другите 3 локални самоуправи во нашата средина. Донираната помош секако ќе биде класифицирана и на адекватен начин. Мораме да кажеме благодарност до одредени фирми кои што навистина помогна и дава дел од своите производи да се однесат на навистина катастрофалната положба на населението во Србија, како и во Босна и Херцеговина.